Следуваат снимки од банкетот, посветен на неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, одржан во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Погледнете. Добро дојдовте! Почитувани, ви благодариме на сите вас што дојдовте вечерва на овој свечен банкет. Dear guests, we thank you all for coming here tonight to this gala banquet. Во име на нашата црква Свети Климент Охридски Торонто и на сите православни македонци би сакале да им посакаме добре дојде и да им изразиме благодарност за посетата на поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, неговото блаженство господин Стефан. Исто така и на нашиот надлежен митрополит американско-канадски господин Методи. Good evening, honored guests, our priests, church delegates, and Christian brothers and sisters. Welcome to St. Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Cathedral in Toronto. We are thrilled to have all of you here and joining us in the Celebration Gala event in honor of the Archbishop of Ohrid and Macedonia, His Beatitude Stefan, who is accompanied by our spiritual father, the Metropolitan of the American-Canadian Macedonian Orthodox Diocese, His Eminence Metodi. Голема има нашата радост, што вечерва се собравме во Свети Климентовта храм во Торонто. Нашата радост е голема, оти него и нас го имаме поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Добро дојдовте и се радуваме што меѓу нас е и нашето духовно отец, митрополит американско-канадејско господин Методи. Добро дојдовте. It is our joy and pleasure to have here with us tonight the head of the Macedonian Orthodox Church, Archbishop of Ohrid and Macedonia, His Beatitude Stefan. Dear Stefan, you are always welcome among your people.
pleased to have our spiritual father, the American-Canadian patriarch Metodi, among us. Welcome home, Brother Metodi. A special welcome to our wonderful priests and our Macedonian Orthodox brothers and sisters here with us tonight. Your Grace, Deus Stefan, we thank you as we understand how busy you are with your religious obligations and commitments, yet you still found time for us, for the Macedonian Orthodox in Canada. Thank you. Your Grace, your visit is a sign of love and compassion for all Orthodox Macedonians in our homeland, in the Republic of Macedonia, and everywhere in the world. May your actions be blessed and every word of yours fall on fertile ground, because we need the word of God, which you as the Archbishop, together with our Archbishop Brother Metodi and with our priests, provide us every day. Before I pass off the microphone, I'd like to thank a few people. First of all, our priests, Pope Sasho and Pope Alexander, the St. Clement staff, our volunteers, and our sponsors who help make this night possible. Without them, events like this cannot happen, so thank you. Once again, Dedo Stefan, it is an honor to host you at St. Clement of Oakley Cathedral, and we thank you for your visit. Nogoya Leta, Jirobadi. Ваше Блаженство, митрополит Скопски и архиепископ Охридски и Македонски на Сидијана Прима, господин Стефан, Ваше Високо Преосвещенство, митрополит Американско-Канадски и наш Отец, господин Методи, почитувани отци и браќа свештеници, почитувани представници на сестринските македонски православни цркви во Онтарио, почитувана управа на нашиот катедрален храм Свети Климент Охридски, драги браќа и сестри, православни македонци, добре дојдовте во катедралниот храм на Канадското архиерейско наместиштво на Американско-Канадската македонска православна епархија на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Добре дојдовте. Воспитани сме и образовани да ги почитуваме и сакаме сите луѓе, особено нашите родители и нашите учители. Едни од нашите учители, а уште поважно наши духовни родители, се тука присутни. Неговото блаженство, господин Стефан, и неговото високо преосвещенство, господин Методи. Кога поголемиот број од нас се запиша во богословија во 90-тите години, ректор на богословијата беше тогашниот митрополит Прегалнички, а сегашен архиепископ Охридски и Македонски господин Стефан. Некои од нас со негов благослов се запишаа во богословија. Некои од нас од него беа ракоположени и работеа во архиепископијата. Некои од нас со негов благослов беа испратени на постдипломски студии и поставени на Свети Климентовиот факултет во Скопје. Колку што му должиме на неговото блаженство, исто толку му должиме на нашиот надлежен архиерей и духовен отец господин Методи, кој уште од богословските денови, како мали деца не поведе за раце, откривајќи ни го светот таинствениот живот на црквата и животот на љубовта, односно Христос. А Господ Бог благоволи и благослови сите заедно да го сееме Евангелието на овој северноамерикански континент под духовно раководство на нашиот митрополит и духовен татко господин Методи. Being in Canada, being among our oldest immigration, I should speak something in English as well. And the words that I'm going to say are especially for our younger generation. Christ had founded the church,
afterwards, he sent his disciples, the apostles, and the apostles, the bishops. Without bishop, there cannot be church. In Latin it's said, ubi episcopus, ibi ecclesiae. Where the bishop is, there is the church. Growing into the church, being every day in the church, follow that. Look for your bishops. Honor them. Listen to them. And we, the priests, we've been sent from them to represent them. And the bishop is the image of Christ. Having the bishop among us, we have Christ among us. Uștenjačka bi se zablagodarilo во име на Отец Александър Тодоровски, во име на сите свещеници, што одвоивте од вашето време, двајцата, ваше блаженство, Господин Стефан, ваше високо пресвещенство, Господин Методи. И како што рече Господинот Борис Стојкос, на многа лета и да даде Господ уште многу заедно да го славиме Бога и уште многу повеќе македонци да ги си ги донесеме в црква. Ви благодариме. Ваше високо преосвещенство, пречесни и честни отци, господине председателе на црковната управа при катедралниот храм Свети Климент Охридски и председатели на црковните управи при другите македонски храмови присутни овде, председателки на женската секција при катедралниот храм Свети Климент Охридски и председателки на женските секции од другите македонски храмови, почитувани гости, домаќини, почитувани организатори на вечерашниот банкет, македонци и македонки, возлюбени во Господа, члена на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Најпрво му благодарам на Бога по молитвите на Свети Климент, Охридскиот чудотворец, што го благослови патот до северноамериканскиот континент и по него, а поводот, го знаете сите, веќе го спомна во храмот, беше да бидам присутен на одбележувањето по повод 6-те децении, 60-те години од осветувањето на првиот македонски храм на овој континент, изграден во Гери, Индијана. И навистина, веќе говорев на таа тема, но не можам да не решам збор два вечера овде. Сите храмови се со своје значење, без разлика каде се изградени, но првиот е тој што е темел на сите други. Тоа е семето кое родило плод. Само за 2 години потоа овде во Торонто ќе се изгради овој прекрасен храм и истата година со овој овде ќе биде осветен и во Колумбус. Тоа се големи настани од нашата поблиска историја, кои имаат посебно место во нашата црковна и национална историја. Да се изгради храм, значи да се изгради дом за Бога, но нашите храмови, особено овие надвор од татковината, по надвор од она наша распарчена македонска земја, имаат особено значење. Храмовите во диаспората се места каде што Македонија е цела.
Присутните луѓе овде, сите вие овде можете да посведочите дека не има и од Вардарот, не има и од Девиот, не има веројатно од Пиринот и од Мала Преспа и од секаде од каде што е растеа македонскиот народ. Hello there. My name is Dorothy Partridge, and I just wanted to remind you to watch Macedonian Heritage. You won't regret that. Следува вториот дел од снимките од банкетот посветен на неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, одржан во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Погледнете. Времето веќе покажува градбата на овие храмови е незаменлива. Реков, тие се домови Божји, но се повеќе од тоа зашто не собраа од сите страни да бидеме заедно и да бидеме едно. Но веќе и овде се поздравувавме и во Краун Пойнт со децата веќе на оние иницијатори, оние први градители на храмовите на овие простори. Тоа ми дава надеж дека ако синовите на некогашните татковци, а веќе покојни дедовци продолжиле по тој пат, дека ќе продолжат и внуците и правнуците. Зашто која ќе биде смислата на овој прекрасен храм, сите наши храмови, ако нашите млади генерации не го продолжат патот што го започнале дедовците, татковците и потоа генерациите поколенија што следува. Ова нека биде апел да ги вклучуваме помладите генерации во животот на нашата црква. Добро е што слушам иницијативи младите да се вклучат во животот на црквата, затоа што таа црква е нивна колку и на татковците и на дедовците. И ќе го оправдаат она што го вложиле некогаш во онај неизвесен период поколенијата пред нас. Кој ги спомнува младите, а често го говорам и во стариот крај кога ќе ми се даде прилика, младите ќе продолжат ако татковците и дедовците им го покажат патот. А тоа значи во семејството дома, оттаму треба да почнеме да им го покажуваме патот по кој треба да одат. Ако во семејството, кое е првото и незаменливо училиште, научат и за верата, и за се она што треба да го прави добар еден човек, ќе биде полесно и може би оваа тема нема да биде присутна на говорниците. Но само во добри семејства се раѓаат, растат и се создаваат позитивни личности. Посакувам македонските семејства да бидат основата и на црковниот, и на националниот, и на се она што не прави тоа што сме, православни македонци. Ако ја научиме верата, ако научиме од каде сме дошле, колку сме оставиле и зошто сме тука и колку таму имаме, мислам таа лекција ќе биде доволно да го знаат и генерациите што доаѓаат, како треба да продолжат по патот на своите постари генерации. Апостолот Павле вели дека Христос дошол кога се исполнило времето. За се треба да се исполни времето. И јас верувам дека минатата година беше исполнето време за македонската вистина, да добре таму каде што може би беше неразбрана, непосакувана
и не знам што уште не. Се случи тоа по Божја волја. Верувам дека разбра дека не може повеќе да се одлага нешто што израснало, што е зрело и може би позрело до многу други кои го оспоруваат тоа. И навистина, вие знаете дека на 9 мај Вселенскиот патриарх подпиша одлука дека Македонската православна црква, Охридска архиепископија, ја прима во канонско и евхаристиско единство со сите помесни православни цркви. Но предходно, некаде при крајот на јануари, во Скопје добивме покана за средба со српскиот патриарх и со членови на Синодот на Српската православна црква да се сретнеме по години во кои бевме игнорирани, не ни се одговараше на поштата и така натаму, и бевме навистина изненадени, но ќе повторам, има работи кои и да сака не можеа повеќе да ги одлагаат. Имавме 3 неофицијални средби со српскиот патриарх и со членови на Српската црква на Синодот и со двајца архиереи на Македонската православна црква, 3 средби во кои и надолго и на широко, што би се рекло, расправавме, а ние друго и не посакувавме, освен тоа и што го добивме автокефален статус на Македонската православна црква. И наистина се совпаднаа наставите. На 9 мај добивме признание од Цариград, на 19 мај веќе се ослужувавме во Белград, во Светосавскиот храм, на 24 во Скопје во Свети Климентовиот соборен храм, ни во свратија со посета, на 5 јуни во соборниот храм во Белград ни доделија томос со кој ни се признава автокефален статус. Македонската диаспора ќе биде неделив дел од Македонската православна. Така што да бидете спокојни, немаме задавање и отстапување ништо што е наше. Ова сето овде што го гледаме, се е градено со средства, со пот, со дарови, со работа од нашиот народ. Така што не можеме своето да го даваме таму каде што не треба да го даваме. Бидете спокојни. Многу нема да должам. Ви благодарам што вечерва се собравме вака да се видиме одблизу на овој свечен банкет, но прилика е да заблагодарам на сите места каде што бев, на сите црковни управи, на свештенството, за топлиот прием на секаде што го доживеав и бев примен, почнувајќи од Crown Point, завршувајќи денес во храмот Свети Климентов, на секаде ја почувствував потребната љубов. Ви благодарам на сите. И ќе посакам да продолжите во македонскиот Свети Климентов пат, по патот на предходниците и упатувајте ги во младите генерации да продолжат овој вистински македонски пат. Бог нека ја благослови и Канада, и Соединените американски држави, и нашата Македонија. Ви благодарам и да живеете на многу години.
Stefan, it's a great honor to have you come and visit St. Clement. Това е лично ни дойде и малци от другите на Свети Климент без да спомен, че беше това. Watch the Macedonian Heritage Hour on Omni Television. А сега ја покануваме игровната група при Свети Климент Охридски Македонка да ни пренесат дел од нашата македонска традиција и фолклор. We would now like to invite St. Clement's Ensemble Makedonka to entertain us with a piece of our Macedonian folklore tradition.
da priđe carstwie Twoje, da bude volja Tvoja jako na nebesi i na zemlji. Chleb naš naslušni daš nam dnes i ostavi nam dolgi naše, jako či mi ostavljajem dolžnikom našim. I ne vedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavog. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo veki vekov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Blaženejši Vladiko svjati blagoslovi. Pozdrav od Vancouver! Pozdrav od Calgary!